Како една жена жртва да стане слободна жена, свесна за своите квалитети, да започне нов живот и доволно храбра да го направи тоа. Доколку го сакате одговорот на ова прашање, треба да останете заедно со нас на Алфа. Ќе зборуваме токму за 13 храбри жени од Македонија кои што го направија тоа со помош на социјалното менторство. Ние ова утро ве поздравуваме од просториите на Паблик, местото каде што се создава лице в лице, списанието, личното списание, кое што добро ви е познато. Веќе мириса овде на свежо отпечатено списание на лице в лице. Станува збор за 52-то издание на лице в лице, кое што е овој пат под мотото Моќна жена, подобар свет. И во чест на месецот на жената и празникот на жената, овој број е посветен на родовата рамноправност со акцент на економското зајакнување на жената. Содржините во овој број на лице в лице се направени во рамките на проектот Можности за економска реинтеграција преку социјално менторство за жени, жртви на насилство, што го спроведува Паблик во соработка со One Woman Скопје преку регионалната програма наречена спречување насилство врз жените и девојките во Западен Балкан и Турција, имплементирање на норми, промена на ставови. Може би вака на почеток ви делува комплицирано ова што го кажав, почитувани, но верувајте ми и ви гарантирам дека ни се следниве неколку минути со помош на моите домакинки, односно ние сме нели на гости овој пат, ќе ви се разјаснат многу повеќе работите и ќе го добиете одговорот како жените да станат посилни, помокни и како оние жени кои што се жртви, кои што не гледаат во моментот, да ги охрабриме дека можат повторно да застанат на нозе. Задоволство ми е што ќе разговарам со Маја Ранска, уредничка на Лице в лице, и Ирина Спирковска-Лукровска од Unwoman. За мало представување за гледачите, Unwoman е агенција за родова еднаквост и зајакнување на жените, која што е основана за да се забрза напредокот во задоволувањето на потребите на жените и девојките широм светот. Девојки, драго ми е што сте во добро утро секое утро што ве имаме овде да зборуваме за една многу значајна тема. Маја, како настана соработката со Unwoman? Добро утро прво до гледачите, благодарно што ве заинтригира и вас темава. Соработката со UN Women Скопје настана многу природно некако. Развојот на Паблик одеше во таа насока што веќе почна да копа подлабоко во некои определени ранливи групи и да ги гледа можностите како може да ги зајакне. И тука се појавија нели нашите партнери со кои што заедно го спроведуваме овој проект веќе изминативе 18 месеци. Проектот е сега завршен, меѓутоа сега ги гледаме нели оние сите добри работи кои што се случија во изминатиот период. Овозможивме социјално менторство на 15 жени кои преживеале насилство и од кога ги видовме резултатите од целиот процес, од како видовме какви промени во животите на тие жени се случија, меѓутоа во исто време и промени на животите на сите нас кои што бевме дел од ова. Кога видовме како кога навистина нешто ќе се работи суштински, има промени на подобро, свативме дека тоа сакаме да го искомуницираме со публиката, со јавноста и од една страна да ја кренеме свеста, меѓутоа и да ги активираме луѓето да знаат дека ваква услуга постои, дека може да ја добијат. Ирина, ве молам, мајде малку подлабоко да навлеземе во оваа програма. Од кога постои, од кога се имплементираше, како се развиваше и која беше целосната идеја? Оваа програма, значи овој проект, конкретно што го работиме со Паблик, заедно со UN Women, се фокусира на економско јакнење на жени жртви на насилство. Како дел од оваа програма, зајакнувањето на сервисите кои што пружаат поддршка на жените жртви на насилство е една многу голема компонента. Всушност, соработката со Паблик започна пред 18 месеци, може би малку повеќе. Ние за прв пат сакавме да имплементираме проект кој што работи директно со жените и одбравме една, да речеме, релативно мала бројка, затоа што е пилот проект, за прв пат се имплементира во нашата држава. Со 15 жени се работеше, за да ги зајакнеме, да тие можат да се вработат, да излезат на пазарот на трудот, или да се вработат, или самите да започнат сопствен бизнис. Да нагласиме, ова се 15 жени кои што биле жртви. Жртви на насилство, да. Тие подолго време биле невработени.
и со нив се работеше со 4 социјални менторки. Всушност Паблик имаше развиено веќе програма за социјално менторство од претходно. Преку овој проект ја адаптиравме таа програма за работа со жени жртви на насилство. После 18 месеци, 13 од овие 15 жени се вработени. И не само што се вработени, туку тие жени сведочат дека се чувствуваат многу зајакнато, со зголемена самодоверба, со поголем број на вештини. Тие посетуваа и разни видови на обуки. И исто така нивната финансиска состојба е многу подобрена и едноставно тие кажуваат дека нивната благосостојба и квалитет на живот е подобар после учеството во оваа програма. Како ги најдовте тие 15 жени? Се работи за целата територија, во повеќе градови од Македонија, не сме само локално во Скопје. Како пристапивте до нив? Кои се тие жени? Мислам, не го бараме идентитетот, но како стигнавте до нив? И на кој начин се работеше со нив? Жените се идентификуваа во соработка со други невладини организации и со центрите за социјална работа во 3 градови во Македонија: Скопје, Битола и Команово. Начинот на работа е многу индивидуален и затоа велиме дека е доста уникатен овој пристап, затоа што 4 социјални менторки, секоја со своите жени, работи на индивидуален начин, оформува индивидуален план за развој. И со тоа всушност може да се извлече најдоброто од жените. Нивните се идентификуваат нивните потенцијали, нивните јаки страни, нивните интереси, потоа се насочуваат кон соодветните обуки и дополнително и социјалните менторки работат многу со нив, за да може да се потоа спојат со правата или фирма приватна или јавна институција, како што и се вработи овие жени, или да основаат еден собствен, или некои ги прават и двете работи, се вработуваат и плюс работат фриланс. Значи, буквално пристапот е околу фокусиран на потребите на жената и тоа што каде таа се гледа себе си во иднина, за да може да работи, да биде независна и да се чувствува моќно. Многу ме интересира како изреагираа овие жени кога им пристапивте на почетокот. Споменавте дека на крајот се среќни, задоволни затоа што сега прераснуваат веќе во на некој начин успешна жена е среќна жена. Како изреагираа првично овие жени кога им кажавте дека ќе бидат дел од некаков ваков проект? Да, можам да споделам на вистина преубави изјави кои што и нас не пораснаа како луѓе. Една од изјавите на учесничките на програмата беше дека кога влегов за прв пат во канцеларијата на социјалната менторка, бев 5 сантиметри пониска. Кога го завршив, бев згрбавена, не ми се живееше едноставно. Тоа изјава на жена. Потоа кажува дека кога видов за што се работи, кога почувствував што се случува во суштина со оваа програма, што работиме ние, на кој начин го правиме тоа, јас пораснав, комплетно го променив својот живот и својата слика за себе. Сватив дека јас сум таа која што можам да направам многу во мојот живот и јас сум главниот навигатор на мојот живот. И тоа е навистина многу значајно, затоа што од жени кои што биле жртви, кои што системот ги гледал како жртви и целата околина ги гледа како жртви, како некој кој што е неmoќен, кој ќе си ја видиш таа силина и доверба во себе, кога некој ќе те поддржи да ја видиш и кога ќе едноставно неизбежен е успехот во тој дел. Секој од нас ја има таа доверба во себе, само е потребно да си ја види и да си ја да се разбуди или некој да ја разбуди кај една жена. Споменавте дека ова е прв пат ваков проект да се одржува, да се имплементира кај нас. Предпоставувам се соочивте со предизвици, можеби со некакви недостатоци. Може ли да споделиме што е она што ви е како поука извлечено од целиот овој проект? Да, предизвиците беа, за среќа имавме многу добар тим и предизвиците во ги надменувавме. Најмногу беа во поглед на услугите кои што постојат во нашиот систем за социјална заштита, а не се достапни, особено не се достапни на жени кои што преживеале насилство. Понатаму предизвиците се и во поглед на инклузивниот пазар на труд, односно инклузивноста на компаниите, да
да прилагодат одредено работно место на една нели ваква ситуација и тука имаме уште многу работа да понатака и добро е што е така, меѓутоа гледаме дека работите се променуваат, дека веројатно не постои човек кој што нема да разбере што е неговата улога во целата приказна. Секој од нас како поединец и како нели дел од некаков систем има улога, има одговорност во многу елементи. Па така и во овој дел. Дали имате идеја и замисла ова да се повтори? Верувам дека во случајов доколку не гледа некоја жена која што е жртва, да ја охрабриме, дека ова ќе се повтори, дека постои надеж и за останатите жени жртви? Да, ние навистина сакаме да се повтори и работиме на тоа. Овој проект беше многу позитивно примен од сите кои што беа сведоци на тоа што се работи, како се работи и беа на некој начин инволвирани. Например, компаниите, приватниот сектор и јавните институции исто така велат дека добиле навистина добар кадар, добро обучен и дури велат дали имате уште вакви жени. Невладините организации со кои што се соработуваше, кои што беа вклучени во пружање на психосоцијална поддршка и работеле со жените, исто така велеа дека вакво нешто досега не се случило и дека е многу голем успех. И на крај и Министерството за труд и социјална политика изрази голема поддршка и желба да види проширување и зголемување на оваа програма ширум земјата. Посакувам да е така. Посакувам се повеќе свесни и општествено одговорни компании и институции да ви подадат рака во оваа борба, заедничка борба и да ги застанеме сите жени во Македонија да бидат храбри. Би сакала да се навратиме повторно на лице в лице. Ќе ми дозволите мало представување за гледачите на новиот 52 број на лице в лице. Маја како уредничка може ли да ни раскажете какви теми обработува овој нов број? Бројот се фокусира на економско зајакнување на жените, како што кажавме на почетокот, меѓутоа ја отвора темата од многу различни аспекти. Значи, зборуваме во главниот тематскиот број, зборуваме за тоа што значи економско зајакнување, како термин вака звучи компликуван, меѓутоа што значи за една жена која што има деца, која што е сама, која што нема поддршка од никого да работи. И како доаѓа до тој процес, како таа наоѓа работа, како е 8 часа некаде. Значи, некако во тој текст го објаснуваме, во главниот тематскиот текст го објаснуваме овој предизвик, меѓутоа го објаснуваме од аспект на нешто што функционира, значи од аспект на она што сме го завршиле како социјално менторство, дел од резултатите на социјалното менторство. Понатаму имаме интервјуа со клучни луѓе во нашата земја, во кои што ја знаат темата родова рамноправност и знаат многу елементи околу темата на родова рамноправност и отвараме важни прашања со нив во овој дел. Значи, од прашања кои што се однесуваат на тоа како децата уште ги подлегнуваат на некои родови стереотипи, па се до спроведувањето на Истанбулската конвенција во нашиот систем. Понатака имаме доста содржини кои што се однесуваат и на обични жени кои што не се жртви, меѓутоа работат, како тие се носат со предизвиците на мајчинството, така, значи како се носат со како доаѓа до инспиративни работи, креативни работи, а истовремено се мајки и жени кои што работат и така натака, значи го демистификуваме некако тој елемент, зборуваме за родовата рамноправност и во бизнис светот, значи имавме еден податок дека потребни се 130 со вакво темпо како што сме сега, за 132 години ќе постигнеме таа рамноправност, така што и тука имаме нека голема борба, да, значи целиот број, ова е ретка прилика целото издание на лица в лица во суштина да ја отвора темата полека и од различни агли. И им благодариме на сите соработници кои што се дел од ова издание, навистина веруваме дека продуциравме заедно квалитетни содржини. На мене ми задржа внимание разгледувајќи го делот посветен за јавниот буџет има различно влијание врз мажите и жените. Обработувате и ваква тема. Интересно многу. Темата за родово одговорно буџетирање и нас ни беше многу интригантна кога го работавме бројот.
и заедно со партнерите од UN Women го испродуциравме и таа содржина тој текст, кој што навистина дава многу податоци да знаеме што значи кога се креира еден буџет во една општина, можеби на градско ниво, на локално, на државно ниво, што значи дека тука има родови аспекти и тоа е многу значајно. Да, и за самиот крај, девојки, ова прашање за двете, како ќе оцените жената во 2023, нема да речам во 21 век, жената во 2023 година во Македонија? Ајде, Ирина, повелете. Како ќе ја оцениме? Да, како ќе ја окарактеризирате, како ќе ја опишете жената денес? Јас мислам дека има голем напредок со тоа како жените се чувствуваат, што прават, многу повеќе во денешно време се работат, жените се многу активни, не се веќе домаќинки како што тоа било во минатото. Така што гледаме дека свеста исто така расте и кај мажите и кај жените, дека жените нели заслужуваат и треба да бидат еднакви со мажите. Меѓутоа, имаме уште многу што да работиме, затоа што едноставно живееме во патриархално општество. И за жал стереотипите се уште многу присутни насекаде околу нас. Некој ќе каже во руралните средини, меѓутоа сведочиме и во градските средини. Кога разговараме со тинејџери во училиштата, значи има многу голема поделеност децата како растат, некои се навистина се чувствуваат мокно и храбро, некои се уште се обидуваат да се пронајдат, така што верувам дека имаме уште многу работа и мислам дека треба фокусот да го ставиме на подигнување на свеста кај младата популација, затоа што тие се тие што треба да ги менуваат работите во иднината. Да, треба да се работи и со возрастните, меѓутоа децата треба навистина да ни бидат фокус и да знаат дека родовата еднаквост е многу важна. Благодарам. Маја, како вие ќе окарактеризирате жената денес? Би се согласила со Ирена дека навистина имаме уште многу работа тука и добро е за тоа што работите се движат навистина во подобар правец, во подобра насока, меѓутоа клучно е да се работи со помладите, клучно е да се работи со децата. Значи, оние генерации кои што се веќе возрастни, навистина е потешко на нив да им ги менуваш ставовите, затоа што тука има нели багаж од минатото, багаж од некои стеги на општеството кои што тврдам дека се наметнати. Но со децата е многу важно затоа што дали навистина ние сакаме жените да бидат во една подредена позиција. Како мислиме општеството да ни се развија тако вако, значи една голема гладна сила би рекла јас не е оставена на маргините, односно оставена на некои места каде што не би смеела да биде. Многу убаво кажано и од двете. Вака би го заокружила разговорот. Се надевам дека бевме интересни на гледачите. Ви благодарам многу што начнавме навистина урлива и значајна тема за нашето општество. Благодарам.